Јас не ги знам сите аргументи и особено сите докази со кои што располага раководството на ВМРО-ДПМН и врз основа на кои ги темели своите одлуки, и од тука би се возажал од коментар затоа што можам да погрешам во една или во друга насока. Но она што го знам е дека посакувам едно силно, обединето и победничко ВМРО-ДПМН, кое што брзо ќе урне ова зло кое што го има Македонија, затоа што се покажа и во минатото се покажувало секогаш дека секогаш кога ВМРО е силно, силна и Македонија. И јас сум убеден дека и граѓаните го посекуваат тоа. Тоа што вчера не се појавивте на партијата Александар Николовски беше многу директен во својата изјава за медиумите, поздравувајќи или честитајќи на коалицијата во која што го спомна и господинот Мијалков. Така што ќе ве замолам за директен коментар дали се согласувате со тој дел од изјавата, односно дали господинот Мијалков извршил влијание врз дел од пратениците на ВМРО-ДПМН да гласаат за во петокот. Јас ви одговорив на прашањето. Повелете со други. Вчера не бевте на прославата на ВМРО, зошто има ли тука некаква порака праќање? Добив покана, меѓутоа имав претходно предвидени обврски кои што не може да ги одложам. А дали Христијан Мицкоски е направио спад според вас за обединето ВМРО? Тоа е прашање на кое што ќе одговорат граѓаните на следните парламентарни избори. Јас немам целосен увид во работата како раководството сега работи. Се надевам дека даваат се од себе да партијата дојде на власт, да победи и да воведе нови политики кои што земјата ќе ја водат напред. Пратениците веќе кажаа став преку социјалните мрежи, кои за поддршка на Мицковски, кои за критика за тоа како ја води партијата. Добро. Вашиот став е тоа. Само што одговорив. А што е со криминалот кој го спомна Александар Николовски, да, дека расчистиле со криминалот кој се случувал за време на вашето владење, додека вие бевте председател на ВМРО-ДПМН? Јас ви одговорив на тоа баш. Што е за вас помирување? Како би му помогнале на Заев? Како да го изведе тоа помирување? Па еве сега има таква иницијатива од Зоран Заев, па тој нека го одговори тоа прашање. Околу патниот акт за пресудата за Тенг, дали дека сте примиле пресудата, на информација примиле патниот акт, ја прочитавте ли пресудата? Да, ја примив пресудата, патниот акт се уште не сум го примил. Знаете што? Јас не сум посебно изненаден од ова што се случуваше. Јас само се подсетувам и секогаш ќе се подсетувам на изразите на лицата на моите адвокати кога читаа што донеле како одлука судиите, нивната вчудо невиденост, фаќање за глава, неверување во тоа што го читаат. Откако преходно им бев кажал дека ќе донесат одлуки какви што донесоа, тие ми тврдеа дека тоа е невозможно, дека тоа не може да се случи, дека ќе си ја погазат дипломата судиите, дека ќе се срамат самите од себе, дека тоа го руши нивниот интегритет. Јас им велев, еве ќе видите дека така ќе одлучат. Зошто? Затоа што политички се одлуките. И тие велеа не. Не, толку е невозможно. Еве, разбираме и политички, разбираме и некакви притисоци, но тоа е невозможно. Знаете што? Кога се борите, јас тоа го знаев и секогаш го знам и сега. Кога се борите за правата и интересите на една мала на број нација, која што е трн во окото на многумина, треба да знаете дека може да се соочите со многу ризици, со многу неправди и секако да се соочите со фактот дека и вас ќе ве гледаат како трн во окото. Јас тоа и го знаев и го знам. И чекорам напред. Јас ќе ги искористам сите правни можности кои што се на располагање и кои што ќе ми ги советуваат адвокатите. Иако сум свесен дека делуваме и живееме во едно ненормално време, во време кога нормалното стана ненормално, а ненормалното стана нормално.